ти настапуваш подолг временски период со поголеми болки од вообичаените, односно болки кои што те носат до операција, која што ја изведуваш пред повеќе од месец дена. Значи тој мајндсет, таа болка е малце поинаква. Значи тоа е веќе некој друго ниво, не збориме за толеранција, не збориме за уморни мускули, туку збориме за веќе за оштетени лигаменти, збориме за раскавици и така натаму. Значи тоа се моменти кои што најпрво ги криеш, не ги споделуваш, значи ги држиш и тие за себе, мислејќи дека, не знам, можеби само од себе ќе се среди на некој начин, со уштедно чудо ќе се случи. Да. Но тоа е едно од чудата кои што не се случуваат и ти живееш и настапуваш со таа болка. Кога прв пат примети, да кажеме, дека нешто чудно се случува во коленото? Па јас имав повреда пред 6-7 години, ми избега чашката, ми се врати, па го излечив тоа, ама од тогаш ми почна проблемите со колената. Се имаше период кога воопшто не ме болеше, кога си играв нормално. И еве сега пред 2-3 години кога почна веќе баш да играм сериозни улоги, со сериозни скокови и така натаму, почна да ми прави проблем. 2 години реално играв со болка јас, без на никој да кажам. Значи апчиња, инекции. Апчиња, инекции, да. Да, беше тешко и психички веќе многу тешко беше на крај. Ама работата е што јас толку сакав уште улоги, ми нудеа премиери, нема време да застанам. Например, осеќав дека веќе премногу ме боли ногата, ама ќе ми даде нека нова улога, ајде уште оваа ќе изиграм и ќе кажам дека ми треба одмор и така 3 години веќе. Се случува ли момент, да кажеме, кај што осеќаш на самата представа опасност дека веќе дека постои сериозна шанса да не ја завршиш представата од болка? Имало моменти, нормално. Јас играв на кетонали, на страшни апчиња и инекции без да кажувам на никој, за да можам да изиграм, плюс повредував и други делови од телото поради коленото, затоа што ја пазев ногата. Имав, мислам, ми се скрши коска на сцена и морав да изиграм до крај на представа со скршена коска. Какво коска? На стопалата ми се скрши коската баш на премиера Ремонда кога играв. И осетив крц. А имав уште цел чин за играње, викам. Супер. Со скршена стопала. Понатаму одиме, да. Ама ете, некако не знам, сцената викаат лечи. Сцената лечи некако, искачеш на сцена и не можам да кажам дека не осеќав. Пак беше скршеница, ама си доиграв. Така да многу проблеми ми направи тоа колено. Почна да ме болат и други делови од телото, да кршам и други делови од телото. Ама јас си кјутам, па таман да речем не, застанувам, ќе ми дадат друга улога, па друга. И нема време да застанам, да одморам и да си средам. Одев по разни доктори, пробував разни терапии додека играв. Не знам, кинески, не знам, позитивни мисли пробував, молитви, ама се. Значи, буквално што може да замислите од физикални, се имам пробано и ништо не помогна. И кога на крај дојде моментот да јас откажам премиера, спремна, 2 недели пред. Која улога? Силвија, тоа ќе ми беше премиера, прекрасна представа. Ама кога дојде моментот јас да кажам не можам ниту тие 2 недели веќе да ги додржам, тоа беше алармантно. Тоа беше, сватив дека толку. И сите сватија. Чим Стефи кажа не можам.